Алексовска Неделковска. Во текот на своето работно искуство пишувала теми од областа на музиката, телевизијата, театарот, филмот и репортажи и истражувања од други области. Таа била уредник и водител во првото независно радио Супернова во Гостивар. Паралелно била и дописник за весникот Вечер. Била новинар во списанијата Антена и Викенд, каде пишувала за медиумскиот сектор во Република Македонија и регионот. Исто така следела и 10 изданија на Евровизија. Од 2013 година била уредник на Сцена и порталот Антена. Алексовска Неделковска има неколкугодишно искуство во маркетинг и пиар. Работела на маркетинг активности и пиар организирајќи музички и модни настани. Она на што сакаме да ставиме акцент е тоа дека Сонја Алексовска Неделковска е автор на книгата "Ова не е крај" за животот и делото на Тоше Проевски. Дел е од авторскиот тим кој работеше на монографијата за спомен куќата на Тодор Проевски. По тој повод поразговаравме, сметајќи дека Сонја е една од најкомпетентните личности која е достојна да зборува за животот и делото на Тоше. Таа не само како соработник, туку и од аспект на близок пријател ни раскажа дел од нејзините спомени за Тоше. Сонја, за почеток кажете ми како го паметите Тоше? Го паметам како многу интересен тип кога беше во присуство на своите фанови и во присуство на најмладите. Се смееше искрено од срце и тогаш беше поттикнат неговиот детски дух. Тој сушност во тие мигови покажуваше дека детето во него живее и дека секога ќе живее. Дали после толку години книгата се продава? Имаше реиздание пред 2 години и тогаш повторно се појави интересот за книгата. Мислам дека самата печатница не направи некоја голема реклама, но јас се трудам преку социјалните мрежи да ја промовирам и многу луѓе се јавуваат и јас ги насочувам каде може да ја купат. Иначе помина речиси 15 години од првото издание. Што е тоа што останало, а што избледело во сеќавањето во однос на Тоше? Мислам дека ништо не избледело кај луѓето, дека многу добро се сеќаваат на секој поминан миг со него, бидејќи да видиш дел од неговиот живот, кариера, од неговото друштво, од неговата интима е привилегија за сите нас. Може би малку избледело сеќавањето кај оние што беа многу помали, но понекога си помислувам така, а понекога си велам не е точно, затоа што многу млади на нивните забави ги пеат точно токму песните на Тоше, дури и на ги знаат сите текстови, зборувам за македонските верзии и знаат да ги свират оние што се музички талентирани. И исто така со оглед на тоа што мојот сопруг е поврзан со естрада и син ми, има многу млади кои сакаат да ги препеат неговите песни. Дали може би се сеќавате на некоја интересна случка или анекдота во врска со него, поради тоа што вие знаеме дека и бевте блиски, споделувавте некои моменти заедно? Знаете што многу приказни сум кажала со него, но во последниве неколку години, кога тој беше многу побожен, исто и ја, и имаше една пресконференција, беше тога Свети Јован Крстител и ние кога 12 септември, 11 спроти 12 така беше, и ја му се приближувам и му шепутам, викам, денеска не се јаде црвено. И тој ме возвраќа, да, не се јаде црвено, внимавај да не погрешиш, што ти знаеше каква сум. Ја викам, ајде грешка, не грешка, дојди вамо да се видиме на страна, да си поправиме мовете. Имаше еден друг пејач, негов соработник, кој требаше да настапи на концерт, пресконференција, и ние се тргаме на страна во еден хотел, и ја почнувам да носам некои работи, тој ми вика, внимавај се бело, ја викам се бело и на крај му викам, ајде Тоше живели, јас со Кока-кола, и тој ми вика, како можеш така, значи, таа беше таа близина што честопати си споделувавме вакви моменти, а през конференција треба да сме сериозни и многу беше интересно што тој го познаваше мојот нарав, дека ја бев избрзував и така бев темпераментна и секогаш ме викаше полека, бил сведок и на ситуации кога јас сум се карала во негово име и тој сам викал полека, немој, можам сам, немој. И така, тоа беа тие мигови, едни од многуте. Се соочуваше ли Тоше во тоа време со негативни коментари, негативни критики до степен
како што е денес. Денес имаме можност да прочитаме за секој успешен човек повеќе лошо отколку добро. Дали тој се соочуваше со таквите коментари? Ако да, како ги доживуваш? Од публиката не. Многу го сака сите фанови. Може би имаше, знаете што нашето провинцијско потекло ги иритира скопјаните, па во почетокот често можев да слушнам како за себе, така за него и за други, демек од каде сме. Меѓутоа, со текот на времето, мислам дека публиката максимално ја освои, со тоа потврди и тие концерти на градски стадион. До сега ни еден пејач, мислам дека не може да го наполни градски стадион, така како што тој знаеше да го наполни, честно и хумано. Да, беше свесен дека има љубомора, дека се завидни. Јас сум била сведок колку му биле љубоморни и завидни. Меѓутоа, не дека да не го волеа, неколку пати сме биле заедно кога ќе стигнеа некои неубави нешта, меѓутоа тој многу достоинствено ги примаше тие удари. Мислам дека неговата самодоверба и неговата љубов кон публиката му беа еден одбранбен механизм. Знаеме дека ќе се снима филм за Тоше. Дали знаете вие некои детали? Што мислите, кој би можел најдобро да ја долови улогата на Тоше? Јас имам мов рекорд за детали за филмот, меѓутоа се надевам дека дури сега ќе почнат да се соопштуваат детали, онака како што треба да се соопштат, а тоа е со една пресконференција. Мислам дека треба да добијат можност нашите македонски сценаристи, режисери, продуценти да го снимат филмот за Тоше, односно тој да биде македонски, да се инволвираат од страна луѓе, бидејќи, како што рече, ќе биде копродукција, да се инволвираат од страна луѓе, кадри кои ние можеби ги немаме. Што се однесува до Тоше Проески, единствено нешто што, ако мене некој ме консултира, кој би го глумел, лик кој ја прв пат кога ќе го видам, ќе ме освести неговата харизма. Мислам дека имаме ние многу актери, неоткриени таленти, знаеме дека актерите многу баво пеат и дека сега баш е моментот кога не може многу работи да кажам за филмот, би кажала некои неубави работи што ми се чини дека во моментов се пропратни елементи на овој проект, но се надевам дека се ќе се расчисти и дека со убава енергија и со убава мисла најдобрите ќе почнат да го снимаат тој филм. Во секој случај, секоја чест на владата што одвои пари и што ќе се прават многу проекти за да се продолжи ликот и делото на Тоше Проески. Може би вака некој што ви паѓа на ум актер да ми го кажете со име и презиме или не сте размислувале на тоа? Не сум размислувала од едноставна причина што тоа оставам да го решат оние што ќе бидат задолжени за филмот и да не избрзувам, сега читам овој би можел, оној би можел. Јас би сакала некој непознат актер кој многу наликува на него, со харизма и тога ќе биде пон погодок. Да се глуми Тоше Проески е најтешка улога. Да се биде во кожата на Тоше Проески ќе му биде на тој актер најтешка улога. Зашто Тоше колку што делуваше едноставно, насмеан и се, Тоше беше и премногу комплицирана личност. Имаше различни емоции како кај секој човек, но Тоше беше премногу, не само хуман, него беше премногу умен човек. Неговиот ум собираше многу информации и точно знаеше со кого што да сподели и кој што размислува за него и за неговата кариера. Сонја, ви благодарам за одговорите и се надевам дека со ова ќе го поттикнеме народот никогаш да не го заборави Тоше. Се надевам дека филмот што ќе во иднина ќе биде баш така, ќе остане запаметен. Се надевам дека филмот ќе го работат вистински луѓе, дека вистинските луѓе ќе бидат активирани во секој сегмент и дека ќе биде една емотивна и вистинска приказна за Тоше Проески.